Само јас би сакал да се навратам, бидејќи ние некако кога зборуваме со Викторија околу Сопиште, имаме на ум местото Сопиште, а Сопиште е нели дисперзирана општина која што опфаќа поголемо подрачје, во кој што има, споменавте вие и други села. Го споменавте проблемот со водата. Каква е комуникацијата? Ти најчесто кога се работи за такви центри, тие од помалите или маргинализираните, да речем, на периферијата, се чувствуваат граѓаните помалку запоставени така натаму. Каква ви е комуникацијата со нив? И вие споменавте дел околу патиштата и водата, дека е обрнато внимание, меѓутоа каква е комуникацијата и едноставно порака до нив? Да, најчесто се чувствуваат по наводници запоставени, меѓутоа дали е тоа така во вашиот случај? И ете од терен, веројатно ќе ги посетите сите места, така. Она што можам да одговорно да го кажам дека запоставено место во општина Сопиште нема да има. Во нашата политичка програма и во нашата понуда се офатени сите населени места. Секаде онамо каде што има потреба од било каква инвестиција е ставено во програмата која се е политичка, во иднина нели после 19 октомври ќе биде и работна програма каде што ќе се базираме на нивните потреби. Офатени се сите населени места, од Патишка река до Сопиште, од Ракотенци до Држилово, Долно Горно Соње, Света Петка Чифлик, Добридол, ќе просите ако испуштам некој, меѓутоа сите простом се планирани и секаде онамо каде што има и веројатно и ќе ги посетите. Секако да, веќе сме на терен, еднаш во пред кампањата успеав да стасам секаде да ги слушам нивните проблеми, а во текот на кампањата со секој ден ќе се видиме. Наш пристап е да го одбереме принципот кампања од врата на врата, да имаме директен нели контакт со граѓаните, да ги слушнеме директно нивните проблеми и нивните решенија, така да верувам дека до крајот на оваа изборна кампања ќе успееме да стигнеме секаде да се видиме и секаде да пренесеме нашата понуда до гласачите.